Со притискање на клавишите на пијаното, детските раце на 8-годишната Тамара Смилјановска прават да почувствувате вистинско воодушевување. Таа е ученик во трето оделение во класата на наставникот Јован Василевски. На само 8 години е првата ученичка која на оваа возраст ќе одржи свој самостоен концерт во Државното музичко училиште Тодор Скаловски Тетоец. Концертот ќе се случи во петок со почеток во 19 часот. Подготовките се при крај. Концертот ќе се одржи на 20 јуни, сега во петок, во 7 часот. И мислам дека ќе проведе убаво концерт. Таа досега учествувала и на 2 меѓународни надпревари, и на двата била прво наградена. Во Аранџеловац освоив прво место и во Гевгелија освоив исто прво место. Со свирењето почнав од 5-годишна возраст. Прво почнав со приватни часови. Го избрав пијаното дека ми беше омилен инструмент. Имав приватни часови кај учителот Јован Василевски. И учам во основното училиште Коста Рацин во Брвеница. И во слободното време свирам пијано. Тамара ја има максималната поддршка од родителите за да еден ден ги оствари своите сонови. Еден од нив, одржување на самостоен концерт пред своја публика, веќе станува јаве. Ова учебна година повеќе се посветивме на нешто ново во однос на музиката во нејзиниот живот, а тоа е спремање на еден самостоен концерт за нејзина возраст. Ова е еден концерт кој што таа упорно го спремаше во текот на целата учебна година и покрај другите обврски, значи и ангажмани кои што ги имаше со другото школо кој што го следи. И се надевам дека сите кои што ќе присуствуваат ќе уживаат и ќе не удостојат со нивното присуство. На програмата на концертот ќе се најдат различни стилови на композиции, а гости на концертот ќе бидат и членови на детскиот хор при Државното музичко училиште Тодор Скаловски Тетоец и нејзината соученичка Мартина Стериоска. На овој концерт Тамара ќе настапи со повеќе композиции од различни стилови, почнувајќи од барокот, значи Јохан Себастијан Бах, до композиции од 20 век, значи модерни композиции напишани специјално за пијано. Исто така би сакал да се заблагодарам на Николче Мицевски, композиторот на Каролина Гочева, кој што изработи аранжман специјално за овој концерт, на композицијата Две лири од Каролина, што ја пее. Така да ја мислам дека ќе биде интересен концертот, ќе има различни стилови на композиции и така. Државното музичко училиште Тодор Скаловски Тетоец изобилува со таленти. Дел од нив се посебно надарени. На нив ќе им се отворат патиштата понатака во животот да станат врвни уметници. Тамара ќе биде една од нив, истакна директорката на училиштето Симона Зафировска, откривајќи ги идните нејзини учества на надпревари. Има квалитетен кадар кој работи со Тамара, веќе има освоено награди на меѓународно и на државно ниво. Се надевам дека ќе имате можност да го проследите концертот што предстои, тој е нејзин рецитал. Значи на таа возраст да имаш толку захтевна програма да издржиш, значи повеќе од половина час самостојно свирење, тоа е еден подвиг и за почит. Вредно работи, послушна е многу, се подготвува и за меѓународен надпревар, тоа е Езерски бисери во август. Со цела поддршка од цело училиште ја има и од таму се отвараат патиштата за надвор, така што се надеваме дека една од дестинациите, дали ќе биде тоа сега овој пат Израел, Франција, значи ќе видиме во август и ќе се пофалиме, а се надевам и очекувам дека ќе добие врвна награда Тамара. Тамара Смилјановска е родена на 24 декември 2005 година во Тетово. Првите почетоци во музиката и дружењето со пијаното ги започнала на 5-годишна возраст. Ученик е во музичкото училиште во Тетово, во трето оделение во класата на наставникот Јован Василевски. Уште во првата учебна година се истакнува како исклучителен талент и за кратко време ги совладува основните вежби по предметот пијано.